Здраво Македонија! Недела нешто по 18 часот, што значи време е да се опуштите и да го проверите вашето знаење, односно да тестирате вашето знаење, заедно со нашите надпреварувачи кои што се тука во студиото на Листа за 300 во Сител телевизија. Па да не должам повеќе, затоа што сите сме подготвени, да ги повикам прво домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Да ги поздравиме. Саше и Ристе, повелете! Саше, здраво. Здраво. Ристе, здраво. Минатата партија одлични бевме, супер беше, се добро, имавме нели пенали, беше тензично малце, напнато. Но исто стигнавме до на финалната тема, супер ни тргна и во еден момент нели направивме еден мал Советскиот сојуз. Советскиот сојуз. Метро. Срам диме што правеле метро, каде стигнатме, што се знае, бе, на еден град концентрира се, таму се правиш, еве, по Скопје видиш како и метро направивме се. Се. Да, така ќе биде, ќе биде. Тоа е метување. Да. Кој како дојде трамвајот, више се изнавозе, не разбира дека више амортизирани и спакуване на страна од многу возење низ години, бе, затоа. Кој како дојде ми тоа трамвајот. Скопје нека го вратат, Луна паркот е многу побитна работа. Многу работи треба да се вратат во Луна Скопје. паркот. Ама да, нема повеќе народ од место за забава. Да, децата нема, така е. Ке видиме, ајде, може би ќе стигне некој од овие убави зборови до некој што те задолжен за оваа работа, ќе реагираат и, нели? Се надевам. Да се надеваме дека во годиниве што следуваат ќе имаме повторно Луна парк. А сега, Саше Ристе, дали сме подготвени за денешната битка? Така да речено битка, нема да се тепаме сигурно. Ќе се надпреваруваме Ќе со се знаење. надеваме, така е. Подготвен, добро. Се е како што треба. Да. Сега почувате како Поздрав домакини. до сите пријатели и замерка, до сите пријатели и познаници, затоа што малтене цела Македонија, каде што имам прошок, каде што стапнала мојата нога, ме познава. Супер. Којче. Одлично, супер, тоа е едно не ги богатство, заборавам. нели секаде кај што ќе стапнеш да имаш пријатели да те почитуваат. Каде одиш, направи си куќа. Така е. Не материјално. Точно Да има така, кој си да имај ти отвори пријатели, е така, секаде каде што ќе Тоа е те пријатели. богатство. Така е, така и се Ремеден сложува. е доволно. Ја имам сега ситуација таква, мислам, нели, девек Скопјани, Охриѓани не се сакаат ово, ја тоа сватив дека со Охриѓани се обожаваме уствари. Летото бев Ко се сваѓа највише се води. Да, ама не сериозно, ја толку убаво, не сум си поминал од многу дама. Типично Со кавадовски сите неготини. муабети си разговарав, се што ќе побарав ќе дојде некој да ми помогне. И така, не знам, едноставно, ама Кавадовци добро. неготина? Така да може да има нели нешто, тоа се викаш. Како беше, кој се тепа, тој се сака, така беше. Ета, среќа не се тепам. Не. Да не би го одземам повеќе вниманието, да не ве деконцентрирам. Започнувате сега како домакини. Така, Саша му е втора емисија, не е ли Да, веќе, ајде, честито, не си веќе дебитант. Втор Тоа е, дебитант. да, ајде. И ја веќе не знам што зборувам. Домакини, влезете во домакинската кабина и да започнеме. А тука во нашето студио се и нивните противници денеска, во улога на предизвикувачи кои што ќе пробаат да им ја одземат домакинската кабина на Саше и Ристе се Мартин и Александар. Повелете! Мартин, здраво. Александар, здраво. Како сте? Добро. Расположени за игра, може малце понаваму да дојдеме да не стоиме на ивица. За денеска рековте расположени. Ајде на брзинка, Мартин. Не, знаеме се, Така. веќе Мартин Диловски од Кичево, 19 години. Живеам у Штип и неким да дужи многу поздрав до најмилите, најголем поздрав за брат ми Петар и тоа е. Тоа е тоа, голем поздрав и ви од мене и до бато Петар. Александар, Александар Иванов од Штип доаѓа. така, накратко. Тоа е тоа што треба. Работиш, учиш, нешто што. Работам, имам моја сопствена фирма, моле рај се занимавам. Да, значи на повеќе фронтови работиш ти, брато, И браво. спортувам, играм фудбал, Браво. ултра трейл, трчам маратони. И Сериозно, кој е исполнуваме последниот го време. маратон што го трчаш и колку километри Па во беше? Битол 21 км. 21 километар, таму и се видовме, таму и прват ми рече дека планираш да дојдеш во листа за 300 мило ми е, што ете, после месеци, стварно си стоеше на зборот и дојде тука, драго ми е. Супер. Мартин и Александар, нема да ви го одзема повеќе ниту вас времето, почуваме како предизвикувачи, дали имаме нечто хоби вака што не интересира во животов?
Мене генерално фудбал највеќе. Те фудбал, спорт, значи, такви работи. Музика нешто, филмови гледаме ли? Слабо филмови, вие помладите Да не кажи. немате, нема гајле, чисто така ние си правиме муабет, другите не знаат. Нема време за филмови гледање, се помалци сакам да кажам низ годините. Да не збориме на таа тема. Мило ми е што сте денеска тука, како што реков, почувате како предизвикувачи. Баш ме интересира дали ќе стигнете до домаќинската кабина. Но сега, повелете во предизвикувачката. Сачи Ристе, односно Мартин и Александар се во нивните надпреварувачки кабини. Ајде сега да ги провериме, па потоа да продолжиме со денешното издание на Листа за 300. Ќе ве замолам прво да исклучиме домаќинската кабина. Мартин и Александар, дали се слушаме? Да. Одлично, во продолжение знаете, ако имаме некаков технички проблем, кажете, ако нешто не е јасно да прашате. Договорено? Со среќа во продолжение, момци, сега ги исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Сачи и Ристе, дали сте добри? Да. Одлично. Ристе, ти гајле немаш... Имам вишок. Тебе Можам да делам. топло не е во студиото, тоа јас сакав нас да не пофалам дека тука грееме секако што треба во овие зимски Се е денови. добро. Се е погодено, кажи. Само да не им фали концентрација како минатиот пат. Тоа е- Нема. Не. Нема, се надевам дека сега се ќе биде како што треба. Сега се нервирам зашто ги правив грешките, а дебитантов требаше да добиеме пари. Тоа е. Ке добиете пари, за не се кираш, парите се најлесното нешто што го може да го добиеме. Не можам да изговораме, боли одма тука, ќе ми текне што сме правиме за тие пари, ама ајде. Домаќини, дали може да започнеме со денешното издание и да ми ги земете парите, еве, кога сме веќе на таа тема. Ете, драги гледачи, сите суперивме во исправноста на нашите кабини, па сега да започнеме со денешното издание на Листа за 300, односно да започнеме со првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои завршуваат на буквата С. Бараме зборови на 4 или 5 букви, што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата С како Скопје. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Сачи Ристе, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Супер, Мартин и Александар, дали не е јасна темата? Супер. Јас уште еднаш ќе повторам за да не дојде до некоја забуна. Бараме зборови на 4 или 5 букви кои што завршуваат на буквата С. Тука ќе застанам, не објаснувам повеќе за да не ви направам некоја забуна. А сега, драги гледачи, знаете дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Мартин и Александар, па ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А вие, момци, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. Па ќе почнеме со 5. Со 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 17. Едно повеќе 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. Едно повеќе 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. Ај нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видим, имаме, рековме, зборови кои завршуваат на буквата С, но се од 4 или 5 букви. 28 празни полиња, Сачи Ристе, ке треба малце да се фатиме за работа ако сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени? Започнеш. Можеме. Кокос. Кокос. Така е. Амбис. Амбис.
Точно. Гипс. Гипс. Така е. Кикс. Кикс. Точен одговор. Глас. Глас. Така е. Спас. Спас. Така е. Спис. 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 Акт, дело, чин. Спис. Дали слушнав добро. Спис. Така е, седми точен одговор. Запис. Запис. Точно така. Допис. Допис. Така е. Попис. Попис. Точно. Колку имаме до сега? 10, точно. 10, а 28. Да. Добро. Однос. Однос. Така е. Пренос. 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 Сажи сте. Пренос, за жал, има 6 букви, а нели реков дека бараме зборови на 4 или 5 букви кои што завршуваат на буквата С. Мал лапсус во целото ова брзање, ајде јас би рекол. Значи сега малце ќе ја успориме целата работа, ќе дигнеме рачната што се вика, за да можеме на втората лицитација да дадеме се од себе. Договорено, ништо не е готово. Мартин и Александар, добро и одиграно. Ете, се занеса почна да редат одговори, тука се прават најчесто грешките, нели? Ја забораваме темата која е и правилата и тука се лизнуваме, што за вас излезе супер. Но и вие немојте да се опуштате премногу, имам уште една лицитација која што ќе одлучи што ќе се случува понатаму. А зборови на 4 или 5 букви што завршуваат на С, ги имаме анекс, атлас, бокс, потоа гнас, дрес, егос, ерес, занес, зачас, потоа ирвас, лимес, лосос, мелос, начас, нотес, оглас, силос, стас, спас, трас и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, она лицитација која што ќе одлучи за судбината на нашите надпреварувачи во продолжение. Затоа да не должам, темата за втората лицитација гласи: финалисти во фудбалските Лига на шампиони или Лига Европа. Ги барам имињата на екипите кои играле во финалињата на некогашниот куп на шампиони, денес Лига на шампиони во фудбал, а од 1955 година па се до денес. Како и на екипите кои играле во финалињата на некогашниот куп на УЕФА, денес УЕФА Лига Европа од 1971 година па се до денес. Значи, не само победниците, можете да ги кажувате и финалистите. Секоја екипа можете да ја кажете само еднаш. Саши Ристе, дали не е јасна темата? Мартин и Александар, дали не е јасна темата? Важно да играла финале, не мора да освои. Да, не мора да освои. Не за џабе ја даваме оваа тема, драги гледачи, затоа што си кажа Мартин дека е голем фан на фудбал, гледа фудбал, тоа е неговото она што го интересира, а исто така Ристе кажа дека е голем фан на фудбал и воедно голем навивач на Партизан, ако не се лажам. Така беше. Само праша, значи не мора да е победник, туку да има игрено. Да, само да има играно во финалето на Лига Европа или Лига на шампиони.
Тоа е тоа. Ако нешто не е јасно, прашајте и после, значи слободно. Све прашувајте, не се срамете. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат да играат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Саше и Ристе. Ќе ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина, а господа, кога ќе имате понуда, кажете. 5. 6. 10. 11. 11. 12. 13. Едно повеќе 13. 14. 14. 15, 15. 17. 17. 18, 18. 20. 20. 21, 21. 22. Едно повеќе 22. 23, 23. 24. 24. 25, 25. 26. 26. 27, 27. 28. 28. 29, Едно повеќе 29. 30. Заокружуваме на 30. 31, 31. 32. 32. 33, 33. 34. 34. 35, 35. 36. 36. 36, Да. 37, 37. 38. 38. нека одговарат. Да, одговараат. Повторно Саше Ристе ќе треба да си го сработите лебот. Ама како беше оној муабетот? Деца, јадете месо, лебот тешко се печали. Да. Така некако беше. Значи, баравме оние екипи финалисти од фудбалските Лига на шампиони, односно Лига Европа. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Може. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Така е. Манчестер Сити. Манчестер Сити. И Манчестер Сити е точен одговор. Челси. Челси. Така е. Арсенал. Арсенал. Така е. Тотенхем. Тотенхем. Тотенхем, пети точен одговор. Нотингем Форест. Нотингем Форест. Така е. Ај германците. Байер Мюнхен. Байер Мюнхен. Борусија Дортмунд. Само момент, така е. Борусија Дортмунд. Байер Леверкузен. Борусија Дортмунд. Ќе биде 8 точен, па Байер Леверкузен, така е рекам. Байер Леверкузен. Така е. Чекај, едно. Тука германците се уште и Штутгарт. Штутгарт. Да, има и Хамбургер. Така е, точен одговор. Хамбургер. Хамбургер. Не служиме хамбургер. Хамбург. Не извини. Не, хамбургер, оригинално е хамбургер. Така е, точен одговор. Селтик. Првото Селтик. финале. Селтик. Така е. Стеауа. Стеауа. Оние што не сакам да ми го слушнам името, ама се шампиони, за жал.
Црвена звезда. Црвена звезда. Не ги знам кои се, те не се. Не ги. Не ги се знам. погоди. Добра генерација. Некој би збореше, некој на времето Панчев играл таму. Земале нешто исто. Ама не. Црвена звезда точен одговор. Така е вечниот ривал на Партизан. Така. ПСЖ. ПСЖ. Така е точен одговор. Ливерпул, дали ни е кажан? Ливерпул, мислам дека не. Каде тој? Втор клуб после Партизан. Точно. Ке го играме Ливерпул? Ливерпул, нормално. Точен одговор. Олимпик Марсеј. Олимпик Марсеј. Така е. Ајакс. Како извини? Ајакс. Ајакс. Од Холандија бе Ајакс, така? Да. Не ме растурам за фудбал, што ти реков, вие не ми верувате. Марце, ништо не знам. Повели. ПСВ. Айнховен. ПСВ Айнховен. И Фейнорд. Така е. Сигурни. Фейнорд. Фейнорд се едно. Така е. Галата Сарај. Галата Сарај. Освојуваш на Купот на УЕФА. Или како му доаѓа сега? Лига Европа. Лига Европа, да. Да. Така е. Ајде шпанските да ги почнеме. Барселона. Барселона. Така е, точен одговор. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Ова Лигата на шампиони има играно. А и во Лига Европа исто. Севиља. Севиља. Така е. Реал Мадрид кажан не е. Реал Мадрид не ви е кажан. Добро. Иначе Реал Мадрид е првиот победник 1955 година. Да, со Селтик мислам дека е. Може, не знам, Со Селтик мислам дека. Вака имам друг тим еден пишан, сега ќе го кажам за малце. Добро што ми текна. Порано си кажува, вака ги одговори. Да, ама нема везе, не навлегуваме во такви може. Атлетико Мадрид кажан Да, не е. сега пред малце нели го игравме. Реал Мадрид, да. Реал Мадрид сега. О, така ева го. Се појави 25 точни одговори имаме до сега. Уште колку имаме? До 38, значи уште 13. Има. Ајде вака. Ајде. Интер. Интер. Така е. Милан. Милан. Јувентус. Само момент. Милан. Јувентус сега следен, така? Да. И Јувентус е точен одговор. Уште 10. Порто. Порто. Порто има играни во двете, и во Лига Европа, и во Лига на шампиони. Бенфик. Бенфика. И Бенфик исто така е еден од оние тимови кои што имаат играни во едната и другата. Спортинг Лисабон. Спортинг така е за 31. Точен одговор. Глазгов Рейнджерс. Глазгов Рейнджерс. Така е, Глазгов Рейнджерс, точен одговор.
Дали важат од бивши Советски сојуз некој што Сите што биле финалисти, без разлика кога... Не знам дали беше. Динамо Киев, мислам дека има игрен. Динамо Киев. Динамо Киев. Сачери се. Динамо Киев никогаш не играле. По финале играле само чеки извини како беа Офлеле, ги најдов тука Шахтјор Донецк и Динамо Москва, мислам дека имаат. ЦСКА Москва, ЦСКА се извинувам. Они имаат играно, други од Русија не гледам или од Советски сојуз. И Зенит, еве го, да. И Зенит, еве, вака ќе прочитам дел од оние екипи во Лига на шампиони. Ајакс, Астон Вила, Атлетико Мадрид, Бајерн Мюнхен, Барселона, Бенфика, Борусија, Дортмунд, потоа Валенсија, Интер, Јувентус, Ливерпул, Лиц, Малме, Марсеј, Нотингем Форест, Панатинаикос, Партизан, потоа Ремс, мене тука ми е запишан како првиот финалист во 1955-та, Рома, Самдорија, Селтик, Сент-Етиен, Феенорд, Челси и така натаму. Во Лига на Европа ги имаме Ајакс, Ајнтрахт, Франкфурт, Алавеш, Депортиво, потоа Атлетик Билбао, Бенфика, Валенсија, Галата Сарај, Еспанјол, Зенит, Келн, Лацио, Ливерпул, Марсеј, Мидлсбро, Наполи, ПСВ Айндховен, Севилја, Селтик, Хамбургер, ЦСКА Москва, Шахтјор Донецк, Штутгарт и така натаму. Многу ми е жал, Саше и Рисе, сметам дека требаше тука да си заминете со парична награда, без разлика на, нели, целиот исход како ќе беше, што и многу ми е криво што си заминуваме без парична награда, па од друга страна мислам дека тоа се надевам, потребно дека тоа ќе биде повторно да се вратите тука, за да ги расчистиме сметките, договорено? Договорено. Да, русиве, ја се знаа работата. Ушеднаш русини. Не ги звонуваме веќе. Сачери сте. Ви благодарам за одличната дружба. Фала ви за покажаното знаење. Многу ми е криво што заради вакви некои лапсушчиња, ете, ќе мораме да заминеме. Но тоа е што е, вратите ви се секогаш отворени, се гледаме во наредна прилика. Договорено? Договорено. А Мартин и Александар, одлично изиграно. Знаевте кога ете да се повлечете, да им дадете на вашите противници да одговарат. Дали веќе кондиционо ги фативте, не знам. Нема ни да навлегувам на таа тема, но ќе ви честитам и ќе ве повикам тука на главната сцена да ми се придружите. А додека Мартин и Александар, се извинувам, доаѓаат тука на кај сцената, има дотпад за одење. Јас да ви кажам дека многу ме интересира што ќе направат во продолжение. Дали колкава парична награда ќе ми земат. Ако и вас ви интересира истото, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мартин и Александар ми се придружија тука на главната сцена. Темата е подготвена уште на брзинка, момци, да протрчаме низ нашата листа, да се подсетиме како стојат работите и да започнете да ми ги зимате парите. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 300 евра треба да одговорите на 15 точни прашања, односно да ми дадете 15 точни одговори. Сега вака, има многу интересна тема, сметам дека дури и да немаме некое познавање, дека со малце логика од наваму натаму слушање можеме доста да направиме. Слушајте добро Мартин и Александар, а слушајте добри вие, драги гледачи, зашто денеска го тестираме нашето знаење на тема држави во кои денес се користи арапскиот јазик. Бареме имиња на признати држави од Обединети нации во кои арапскиот јазик е официјален, полуофицијален или еден од признатите службени јазици во таа држава. Официјален јазик е во 24 држави, а уште во 8 е признат како јазик кој се користи во истите. Значи, на располагање имате 32 држави. Размислете, гласно размислувајте, јас сум тука, па ајде да видиме што ќе направиме сите заедно. Па логички. Кој? Саудовска Аравија. Да.
Обединетите арапски емирати, валјда. Епа, ајде да почнеме. Ајде, повелете моци. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија, официјален јазик и прв точен одговор. Обединетите арапски емирати. Обединети арапски емирати, исто така официјален јазик, прв јазик што се вели и втор точен одговор за вас двајцата. Да размислиме. Става има други Ирак, Иран, имате ли? И не бе. Сирија е тие. Тие кажи и тие. Сирија да кажем? Тие ги кажи. Ајде, Сирија, ајде. Сирија за 50 евра, нека биде Сирија. Сега има... Чекай, сега ќе размислиме. Да размислиме, да. Ајде, ништо не гледам. Ја да ти Само да размислиме. Сирија, Арабија, Катар, Сирија. Честитки за освоените 50 евра. Што правиме за понатаму? Само да размислам. Ако ви текна две, ја ќе ве частам едно од мене. Гледа сега, Афганистан има ли? Баталет. Да, само Ги имате нека, нели, една земја каде што пирамиди има, Египет. а пред ќе спомнат други две земји исто така кои што... Одеме дале. Ајде, Иран. Иран. Во Иран не е официјален, односно не е прв јазик, но е втор признат официјален, како да кажеме. Не е официјален, но е признат. Како таков, што значи Иран е четврти точен одговор. Ирак. Ирак, во Ирак е официјален јазик. Египет. И за вас тоа е пети точен одговор. И Египет. И за 100 евра Египет. Да. Ајде да видиме. Во Египет официјален арапскиот јазик и шести точен одговор за Мартин и Александар. Честитки сега. Да бидеме внимателни што правиме понатаму. Само да пазам, чекам да Ајде, размислете. Арапски. Значи Ирак, Иран, Сирија. Саудиска Арабија. Афганистан, не. Кој се најде? Не, таци. Прекин. Доста е, Марче. Не сум сигурен. Да, Стварно некам да утнем работа, да... Доста. вака ќе ги видите, ќе знаете уште дело добиен, но да бидам искрен и јас тука некаде ми застанува се, ајде да кажем уште 3-4, ама тука сме, еве ги прочитам сите 32, не се толку многу. Слушајте убаво, драги гледачи, а честито на вас за освоените 100 евра и на мој огромно задоволство се гледаме во следното издание на Листа за 300. Држави во кои денес се користи арапскиот јазик, официјален јазик. Ево, Алжир, Бахрейн, Египет, Еритреја, Ирак, Јемен, Јордан, Катар, Комори, Кувајт, Либан, Либија, Мавританија, Мароко, Обединети арапски емирати, Оман, Саудиска Арабија, Сирија, Сомалија, Судан, Танзанија, Тунис, Чад и Џибути, а неофицијален, признатно неофицијален е во Израел, Иран, Јужноафриканска република, Мали, Нигер, Пакистан, Сенегал и Филипини. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Секако ви закажувам средба веќе наредната недела, а до тогаш останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното наше издание и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!